Драги гледачи, добро вечер и добро дојдовте на спортската програма на Ирис телевизија. Во наредните минути ќе ве запознаеме со најновите моменти од настапот на екипите во третата фудбалска лига група Исток, а секако и со неинтересните случувања на комшинското дерби во Берово, каде што се сретна екипите на старите ривали Малеш и Кидго Пекчево. Дерби надпревар на Истокот, кој секогаш предизвикувал голем интерес и внимание, имајќи во предвид дека некогашниот напредок и Малеш со успех настапувале во првата македонска фудбалска лига. Многу играчи произлезли од фудбалските школи на Берово и на Пекчево, кои подоцна кариерата ја продолжиле во поголеми афирмирани клубови и доживеале успешна кариера и своја лична афирмација. Освен овој надпревар, во ова седмо коло се среќаваат во Свети Николе, Овчеполи, Брегалница, Голако, Делчево. Во Виница ќе играат Слог 1934 и Рудар 1947 Пробишти, а во Зрновци се среќаваат Зрновка и Кежовица од Ново село. За надпреварот во Берово, тренерот на Кидго Пекчево Трајче Сенев се реши за следниот состав. Со број 12 Тамир Јамаковски, број 4 Миле Денковски, број 5 Дени Андонов, број 6 Иле Синев, број 7 Мартин Стојанов, број 13 Иван Колев, број 14 Јорданчо Трендафилов, број 16 Бобан Тиквешанац, број 17 Дарко Нацев, број 19 Мартин Димовски, кој е воедно и капитен на екипата, и со број 20 Владко Стојанов. На клупата за резервни фудбалери се со број 1 Стојан Богдановски, број 3 Денис Јанковски, број 8 Мики Жежо, број 10 Маријан Ташков, број 11 Антон Радков и со број 22 Томи Станоевски. Тренерот на Малеш Бојан Радински се реши за следниот состав. Со број 1 Гоце Биковски, број 2 Томи Бубевски, број 4 Бранислав Радински, кој е воедно и капитен на екипата, број 5 Ефтим Ингилизов, број 6 Кирил Черговски, број 7 Глигорчо Арменски, број 8 Ахмед Халитов, број 9 Ерол Пилов, број 10 Митко Пачемски, број 11 Илија Шонтевски, број 17 Марио Андонов. На клупата за резервни фудбалери се со број 16 Димитар Каракутовски, број 14 Христијан Цветковски, број 15 Александар Муртовски, број 18 Христијан Стојановски, број 19 Тони Мичковски, број 20 Дарко Каракутовски и со број 22 Давид Симевски. Главен судија на надпреварот е Спире Арсов, прв помошник Тоша Џамов, втор помошник Даниел Ангелов и четврти судија Мики Пецов, сите од Кочани. Делегат на средбата во Берово е Кирчо Стоичев од Делчево, а контролор Ванчо Коцев од Штип. Одамна е познат ривалитетот помеѓу овие две комшински екипи, па и самиот поглед на трибината покажува дека сосема се исполнети, а карактеристичен за Берово е уште еден вреден податок. Именно овде на овој стадион, единствено во источниот регион, симпатизерите на Малеш си плаќаат влезница, со која искрено ја покажуваат својата љубов кон клубот и на овој начин го помагаат својот омилен клуб. На денешниот надпревар, касата на вредните малешевци ќе се надополни со симпатизерите на Кидго, кои во голем број дојдоа од Пекчево да ги водат своите миленици. Во пролетниот настап овде во Берово, спортската редакција на Ирис телевизија вршеше директен пренос со цел да ја долови прекрасната атмосфера на надпреварот на овие две симпатични екипи. Што се однесува до досегашните резултати, Кидго има стварено 6 победи и 1 нерешен резултат, со гол разлика 25:1 и со 16 бодови на првото место на табелата, а тимот на Малеш има стварено 1 победа, 3 нерешени средби и 2 порази, со гол разлика 9:6 и со 6 освоени бодови на 6-тото место на табелата. Играчите на домаќинот Малеш се во црвени дресови, а гостите Кидго од Пекчево се во бели дресови. Велики малешевци, ентузијасти, верни навивачи, дами и господа. Добар ден и добродојдовте на денешниот фудбалски спектакл, настанот и најпребудливите фудбалски локалното најголемо и вечно дербито на фудбалските екипи. ОФК Малеш од Берово, ОФК Кидго, која ги сподува фудбалот како важна
треба да ја промовира нашата Малешевија како област каде се игра фудбал од срце, каде се бори и гине за боите на својот клуб. А сега да ги соопштиме составите и на двете екипи. Првиот центар тргнуваат гостите преку капитенот Мартин Димовски, кој сега е во улога на шпиц, на која позиција настапуваше сега веќе повредениот Андреј Симевски. Најновите информации се дека сепак Симевски нема да се оперира и веќе започна со полесни тренинзи, по кој се очекува наскоро и да го облече дресот со број 9 и повторно да заигра. Веќе по првата акција на Кидго е изненаден корнер што говори дека се решени да играат офанзивно и на победа. Димовски ја предводи новата акција на Кидго, додавајќи идеално кон Дарко Нацев, кој пак во друштво на Ингелизов и Шонтевски шутира крај голот на Малеш. Нов корнер за Кидго го изведува Мартин Стојанов. Во машиницата пред голот највисоко скокна Трендафилов, шутира со глава одблизу, но крај голот на Малеш. Втор корнер и втора промашена шанса на играчите на Кидго. Дарко Нацев успешно минува покрај играчите на Малеш и шутира по средината на голот. Голман Бикоски одбива до топката најбрзо дотрча Мартин Стојанов, но голманот повторно е сигурен и одбива. И да имаше гол не ќе важеше, бидејќи беше сигнализиран офсайд ситуација. Долга акција на играчите на Кидго со повеќе поигрување. Топката доаѓа до Тиквешанац, кој од левата страна центрира. Голманот Биковски ја промашува топката, Димовски шутира со глава и го промашува прасниот гол. Агилот по средината на теренот Трендафилов тргнува силно кон казнетиот простор на Малеш. Го минува и Черговски и шутира сосема млако по средината на голот право во рацете на голманот Биковски. Мартин Димовски од кругата центарот на игралиштето, својата половина упатува добра топка кон Нацев по левата страна, кој делува побрзо од Ингелизов и шутира, но непрецизно над голот. Трендафилов од својата половина го испрела Нацев, кој во улога на лево крило минува крај Бубевски и додава кон Трендафилов. Овој шутира над голот на Малеш. Трендафилов очигледно расположен за игра дрибла по левата страна и го проигрува Мартин Стојанов, но побрз од него е Радински и расчистува. Нов корнер за Кидго изведува Мартин Стојанов. Повторно реагира Трендафилов, шутира со глава, но голман Биковски брани. Тимот на Малеш изведе контра преку Арменски, следен од двајца играчи на Кидго, но отиде премногу десно и шутираше високо над голот. Акција со која напаѓачите на Малеш ставија до знаење дека и тие знаат да го загрозат голот на Кидго. Следи слободен удар за Малеш. Крај топката е Шондевски, кој во висок лак ја нафрда топката пред голот на Кидго, но тука е голманот Тамер Јамаковски и сигурно брани. Миле Денковски побегна по десната страна и центрираше пред голот на Малеш. Димовски за малку задоцни и топката стана плен на голманот Биковски. Играчите на Кидго возвратија со брза акција по левата страна. Топката дојде до Дарко Нацев, кој се избрза и шутираше право голманот на Малеш, иако имаше и подобри решенија да го проигра Димовски, кој беше во поповолна позиција. И тука некаде беше крајот на првиот дел во кој екипата на Кидго ја имаше иницијативата, создаде повеќе шанси, на неколку пати се заканија и играчите на Малеш, но засега мрежите на Биковски и на Јамаковски мируваат и останаа негибнати. Првото полувреме завршува со непопуларните 0:0.
трибините очигледно беше присуството на голем број навивачи од Пехче, кои дојде да ги врнат своите љубимци. Иако немаше голови, сепак тие беа оптимисти и коментира дека голови ќе паднат во вториот дел. Нивните миленици играат добро. Топката беше повеќе во нивните нозе, но затоа и реализацијата премногу се промашуваше и од зицер ситуации. Тука и така беа и нивните реакции околу советите на Трајче Ценев да се подобри завршницата со постигнување на некој гол. Од друга страна пак навивачите на Малеш Гаја ја скриена надеж дека нивните миленици по издржаниот притисок во првиот дел и зачувувањето на нивната мрежа сепак ќе смогнат сили со некоја евентуална контра да го загрозат голот на Тамер Јамаковски кој немаше работа во првиот дел. Гостинските играчи уште по првата минута од продолжението се загања по голот на Малеш. Синев во својата половина го проигра Нацев, која продолжи топката кон Трендафилов. Следи дриблинг и откако се ослободи шутираше кон голот, но беше изблокиран и изведе само корнер. По корнер што го изведе Нацев, шутираше Димовски по земја, голманот одбрани натрчаа Трендафилов и Анданов и направија прекршок врз него. Нова акција на Кидго преку Димовски, додава кон Марти Стојанов, кој пак убаво се слободи од Шонтевски и од самата линија на 60-тикот шутира во самиот агол на немоктиот Биковски. Прекрасен вистински еврогол на Марти Стојанов за водство на Кидго од 1:0 во 56-та минута за радост и на играчите на теренот и на гледачите на трибините. Никако домашните играчи не може да поврзат акција по која би ја помилеле половината и би го загрозиле голот на Кидго. По 7 минути игра нов корнер за гостите и нова опасност пред домашниот гол. Корнер го изведе Мартин Стојанов на првата статива Димовски, само ја сврте топката со глава кон Андонов, кој веднаш од прва шутира во мрежата на немоктиот Биковски. Гол за водство на Кидго од 2:0, а ја бележиме 63-та минута. Со овој гол конечно беше скршен моралот и отпорот на играчите на Малеш, кои можеше да признаат дека играат против поквалитетниот тим на Кидго, но до крајот имаше уште доста да се игра. Аска, а баѓе влази помага там. 4 ќе ви дадат, што правиш ти тука? Јас па гледам да те видам там. Не, добар ден. Трендафилов предводи нова акција на Кидго, додава кон Денковски, следено од Шонтевски ја враќа топката кон Марти Стојанов, кој скоро од истото место кога го постигна првиот гол шутира, топката подскокljуваше и заврши за малку крај голот на Малеш. Трендафилов и Нацев се знаат уште од Свети Николе, кога играа за Овчаполе. Ново нивно проигрување, по кое Нацев одлично додаде кон Димовски. Имаше отворен пат, ситуација која мирисеше на гол, но Димовски премногу дриблаше и Андонов конечно ја раштити оваа опасна ситуација по голот на Малеш. Домашните играчи по една грешка враќање на топката кон истрчаниот Јамаковски можеа да го намалат водството на Кидго, но топката за нивна несреќа отиде во корнер иако голот беше празен. На спортивната страна Трендафилов и Ташко двојно проиграа, пошто Трендафилов на место да шутира во празниот гол, шутираше непрецизно крај голот. Одлична акција спроведа од домаќините преку Арменски по десната страна. Тој центрираше, но немаше никој од неговите соиграчи пред голот на Јамаковски и топката отиде на спротивната страна, пошто премногу комплицира играчите на Малеш и не успеа да реализираат и оваа акција.
Јорданчо Трендафилов направи вистински слалом во одбраната на Малеш и кога сакаше да упати удар кон голот, беше изблокиран од Марио Андонов и издонет само корнер. По корнерот што го изведе Маријан Ташков, највисоки и побрз во скокот беше Трендафилов, пред голманот Биковски и Радински и со глава постигнува гол за веќе убедливи 3:0 за Кидго, а ја бележиме 77-та минута од надпреворот. Конечно после многу асистенции и промашувања, Трендафилов ја кранусува својата добра игра со постигнување на гол. Играчите на Мале се обидуваат да организираат акции со цел да минат на половината на Кидго, но тоа тешко им одеше и акциите замршуваа пред казнениот простор на гостите. Капитенот Радински додаде до Цветкоси, кој беше невнимателен. Жежов ја одзеде топката и создаде шанса за Димовски, кој непречено од никого шутираше силно, но за малку крај голот. Намокнуса на Кидго беше очигледна, па така и од борбените играчи често одеа на излет во напад. Колев тргна во напад, додаде до Димовски, кој од 20 на метри шутираше силно, но за малку крај голот на Малеш. Грешка направи штоперот Синев, опакетувајќи ја топката право во носете на Арменски, но неговиот удар заврши во надворешниот дел од мрежата на голот на Јамаковски. И тука некаде беше крајот на овој надпревар. Малеш Кидго Пекчево 0:3. Со головите на Мартин Стојанов во 56-та минута, Дени Андонов во 63-та минута и на Јорданчо Трендафилов во 77-та минута. Би рекле рутинска победа на тимот на Кидго, во која неизвестноста траеше само по првите 45 минути и оние необедливи 0:0. Надпревар кој започна малку нервозно од страна на двете екипи, зашто судијата Спире Арсов мораше да ги смири страстите и кај едните и кај другите со доделени 5 жолти картони, за да во вториот дел играчите се смират и фер и коректно да си подадат рака. Радоста кај играчите на Кидго беше голема, прокнижени се нови 3 бода и во еуфорична атмосфера се упате кон своите навивачи на трибината, да им се заблагодарат на поддршката и заеднички да ја споделат победата против традиционално незгодниот тим на Малеш од Берово. Победа во ова кола на гостински терен извојува и младиот тим на Кежовица против Зрновка во Зрновци изразена со резултат 4:3. Вреди да се одбележи играта и реализаторските способности со постигнатиот хет-трик на младиот играч на Кежовица Михајло Попдимитров. Еве ги комплетните резултати од ова 7 коло. Овчеполе Бергалница Голак 0:0. Слога 1934, Рудар 1947 1:0. Малеш Кидго Пекчево 0:3 и Зрновка Кежовица 3:4. Табела, на прво место екипата на Кидго Пекчево со 19 освоени бодови. Второ место Рудар 1947 13. На трето место Кежовица има 12. Четврто место Бергалница Голак 10. На петото место Овчеполе има 9. Следува Слога 1934 на шестото место со 8. Седмиот Малеш со 6 и на последното 8-то место тимот на Зрновка со само еден освоен бод. Надпреварите од следното 8 коло на програмата ќе бидат во недела 22 октомври со нов термин на почеток во 14 часот, а во која ќе се сретат Бергалница Голак Кежовица, Зрновка Кидго Пекчево, Малеш Рудар 1947 и Слога 1934 Овчеполе.
Драги гледачи, тука некаде е крајот на оваа спортска репортажа. Ви благодарам за вниманието и до следната спортска репортажа. Останете со здравје и уживајте во програмите на Ирис телевизија. Пријатно!